Гласници на надежта. Глава 42. Зошто Исус е врховен? Христијаните низ целиот свет веруваат дека Исус е поинаков од останатите луѓе. Тој е врховен. Има одредени луѓе кои гледаат на Исус како голем учител, како некој кој е извонреден реформатор, како пророк кој се пласира со Мојсеј. Но христијаните одат подалеку во нивните верувања. Тие веруваат дека Исус е повеќе од учител или реформатор и пророк. Тие веруваат дека е Син Божји. Тие веруваат дека е врховен. Тие веруваат во тоа според основата на Библијата. Во одредени случаеви, неговите зборови ни го кажуваат ова во книгите на Новиот Завет, наречени Евангелие. Аргументот за неговата позиција како врховен се основани на доверливоста на тоа што е запишано. Дали записите во Евангелието се вистинити? Да, мој пријателе, тие се вистинити. Сакам со мене да читаш во Евангелие по Јован, 8 глава, од 48 до 59 стих, и слушај ги зборовите на Исус кои им ги зборуваше на луѓето кои беа близу него. Евреите му одговорија велејќи: не зборуваме ли ние право дека ти си самарјанин и дека си опседнат со демони? Исус одговори: јас немам демон, туку го почитувам мојот татко, а вие ме срамите. Јас не ја барам мојата слава, има еден друг кој ја бара и суди. Вистина, вистина ви велам, ако некој го запази моето слово, нема да види смрт довека. Евреите му рекоа: сега знаеме дека има демон во тебе. Авраам умре, а и пророците, а ти велиш: ако некој го запази моето слово, нема да вкуси смрт довека. Зар ти си поголем од нашиот татко Авраам кој умре, и пророците умреа? За кого се представуваш ти самиот? Исус одговори: ако јас се прославувам самиот себе, мојата слава е ништожна. Мене ме прославува мојот татко, за кого вие велите: тој е наш Бог. Вие не го познавате, а јас го познавам. И ако речам дека не го познавам, ќе бидам лажливец како и вас, но јас го познавам и го пазам неговото слово. Авраам, вашиот татко, се радуваше да го види мојот ден, и го виде, и се зарадува. Евреите му рекоа: уште немаш 50 години, а си го видел Авраам. Исус им рече: вистина, вистина ви велам, јас сум уште од пред Авраамовото раѓање. Тогаш грабнаа камења за да ги фрлат на него, но Исус се засолни и излезе од храмот. Во овој текст, о зборовите на Исус, ние мора да препознаеме дека тој даде одредени посебни тврдења кои го одвојуваат него од сите други. Зошто Исус е врховен? Тој е врховен на основа на неколку тврдења. Прво, неговите тврдења да се има моќ над смртта. Неговите сопствени луѓе поднесоа обвинение против него. Тие рекоа: ти си самарјанин. Тоа беше злобна работа да се каже, посебно во тие денови. Тие рекоа: ти си опседнат со демон. Тоа исто така беше злобно да се каже, затоа што тоа значеше дека тој е пореметен, ментално не е способен. Тој не може да размислува разумно. Тоа беше нивното обвинение. Но Исус им даде побивање. Тој ги поби за тоа што тие велеа со тоа што кажа: јас го почитувам мојот татко Бог. Вие не ме почитувате мене. Но Бог ме почитува мене. Јас не ја барам мојата слава, има еден друг кој ја бара и суди. Тој даде афирмација. Дали го забележа тоа? Тој рече: ако некој го запази моето слово, нема да види смрт довека. Неговото кажување ќе ги ослободи тие кои ги држи од смрт, вечна смрт. Со други зборови, Исус е врховен затоа што тврдеше дека има моќ над смртта. Зарем тоа не ве погодува како да е нешто посебно, нешто различно? Никој друг не може да го тврди тоа. Второ, неговото тврдење дека има директен контакт со Бог. Ова тврдење го издвојува како врховен. Неговите обвинители рекоа: сега знаеме дека има демон во тебе. Ова им беше потврда во нивните срца. Авраам умре, а и пророците, и сите умираат. Како тој може да каже, ако некој го запази неговото слово, нема да умре? Дали тој е поголем од Авраам? Тие рекоа: сега сме сигурни дека ти мораш да имаш демон во себе. Па после Исус даде друга презентација. Тој рече: мене ме прославува мојот татко, за кого вие велите: тој е наш Бог. Вие не го познавате, а јас го познавам. Го познавам на начин кој вие не го познавате него. Има директен контакт со Бог.
Библијата во друго место вели за Исус дека е единствениот кој некогаш го има видено Бог лице во лице. Тој беше во пазувите на таткото пред да стане тело и да престојува помеѓу нас. Тоа го прави врховен, затоа што тој има директен контакт со Бог. Тоа беше неговото тврдење. Третото тврдење кој Исус го кажа е, тој тврдеше дека живеел пред Авраам. Тие го осудија него. Тие му рекоа: "Уште немаш 50 години, а си го видел Авраам." Ако започнете да размислувате малку, наскоро ќе забележите дека Авраам живееше многу години пред Христос да дојде на земјата. Да, многу години. Но Исус им го објасни ова. Авраам, вашиот татко, се радуваше да го види мојот ден. И го виде и се зарадува. Се чудам како Авраам го виде Исусовиот ден. Па, јас се сеќавам тогаш кога Бог го испрати Авраам на планината Моријах за да го принесе својот единствен син Исак на олтарот. Бог обезбеди овен да биде заклан наместо Исак. И Авраам рече: "На гората Господова ќе се види." Тој ја виде жртвата на овенот наместо синот. На тој начин мислам дека тој го виде денот на Исус. И Исус продолжи и рече: "Јас сум уште од пред Авраамовото раѓање." Се сеќавате ли на тоа кога Мојсей беше испратен од Господ во Египет да ги избави децата на Израел? Мојсей го праша Бог: "Што да кажам? На кого да кажам испрати ме?" И Бог рече: "Кажи им дека јас те испратив." Исус можеше да рече: "Јас сум уште од пред Авраамовото раѓање." Тој тврдеше дека постоеше уште пред Авраам и навистина постоеше. Зошто Исус е врховен? Затоа што тој е Бог во тело. Тој не е човечко суштество кој се обидува да биде Бог. Тој е Бог во тело. Вечниот збор стана тело и живееше помеѓу нас. Тој имаше право да тврди моќ над смртта. Тој има право да рече дека има директен контакт со Бог. Тој има право да тврди дека бил пред Авраам. Тој е врховен. Затоа е многу важно, мој пријателе, за ти да имаш соодветна врска со него. Дали одговори по вера. Гласници на надежта.